Почитувани гости, почитуван директоре, почитуван градоначалник, почитувани професори, родители и ученици. Добра вечер! Денес е посебен ден за сите нас. Ден кога го празнуваме патрониот празник на нашето училиште. Оваа година, по 57 пат, ќе го прославиме овој ден. Методе Митевски Брицо е најстара и единствена гимназија во нашиот град. Препознатлива по квалитетот на работа и квалитетните образовни услови кои ги нуди училиштето, распоредени во гимназиски паралелки и стручни, односно текстилни паралелки и хемиско-технолошки. Го поканувам ве директорот, господин Љупчо Прачковски, да ги поздрави присутните. Почитувани гости, почитувани граѓани, наше училиште ще стави 57 години. Во таа чест, нашите ученици подготвија многу нова програма. Сакам да ја слушнете и да видите све што они може да направат. Благодарам. Стигнато доста награди и признанија во различни области. На конкурсот што го имаше распишено училиштето, по повод патрониот празник, за најдобра творба земаа учество учениците од нашето училиште и основните училишта од општината. Најдобрите 3 творби беа наградени. За најдобра творба е прогласена творбата на ученичката Елеонора Тутунчиска од први 3 клас од основното општинско училиште Методи Митевски Брицо, Победа. Посипана магла насекаде низ градот, а тој мирно и спокојно спие. Зарем не гледа дека опасност дее, дека неговата крв ќе ја лее. Седам, ги слушам постепено ги ловам во моите очи. Удираат во брегот, а тој, како ништо да не осетја, молчи. Дали е опиен од сонот лагот, или љубовите во него нема? Дали е сонот толку сладок, или не знае дека нешто се спрема? И понатаму удираат, но сега по езерото, по таа бескрајна површина, но тој молчи и не пушти глас. Поезијата, музиката и модата се поврзуваат, преплетуваат и надополнуваат. Затоа ќе имате чест да уживате во музиката, поезијата.
Lako je kako se govore, njegovo umotno kralo. Tapnela vojna, na градот Футица молка се свивала, и Штелемиди, овчадот тежала копна на свивала. Сонцето, кога со лице пробило облачна мрежа, видело борец и птица во смртта здружени лежа. Мене To Andrej. 3, 4, 2, 10. Мојот татко, драги мој трпче, иако е началник, е еден прост човек. Подолу! Мојот татко, драги мој трпче, иако е началник, е еден прост човек. Нека подолу! Мојот татко, драги мој трпче, иако е началник, е еден прост човек. Нека подолу, пеце! Мојот татко, не може вака леко да зборува. Види го бе, идиото! Најдежавната поема од нашиот познат романописец Блаже Колевски. Вчера да умрете, не ќе знаеш дека си толку голем идиот. Блаже Колевски ги напишал со думоперачите. Ти си поголем идиот. Думоперачите ги напишал Константин Миладинов, кој бил во Русија со неговиот брат Марко Церпеков, а тој го напишал тешкото. Се къти црна ноќ. О, тешкото! На кантар студен го мерат. О, тешкото! Дајте ми бугарски пасош во кратка постапка. Лозијата во Италија и Швајцарија да ги видам. О, тешкото! Идиот, ајде, положите сумително лице. Добро, мене, продолжи со читање, господине Пецо. Мојот татко, драги мој трпче, иако е началник, е еден прост. Подолу! Се извинувам, понатака! Мојот татко, драги мој трпче, иако е началник, е еден прост човек. Реков понатака! Мојот татко, драги мој трпче, иако е началник... Реков понатака, пеце! Мојот татко, не можам ке пада во публиката... Повтору ли ме глупаку? Може ми се дете да бъде врачан. Прво отивам с олевата, когато ми се бъде почвам ми ходиш. Лева, 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 Златни мири ми остави, моята баба да ме поздрави.
Да погледнем Ана къде е. Добре, чекай, само трябва да найдем Ана. Или трябва да рипне с страшно. Или Кирилова подвод. Да, погледаме Ана от публиката. Кой ке сака да биде Ана? И аз. Не, ти не ми личиш на Ана. Ете я правата Ана. Айде, бъди. Благодаря. Значи само що трябва да направиш е да рипнеш от мене. От воза. Да, по воза точно. Трябва да стоиш тука, не, тука. Значи аз ки имитирам возо и како што пишуваме овде во романо, треба да рипнеш под мене. От воза. Да. Няма што да рекам, видите колко е вече тук. Се нова ки го средим.